Од 1 јуни годинава до денеска од страна на новата влада вкупно се вработени 96 лица во сите институции. Од нив 32 се посебни кабинетски советници на министрите, а 26 лица се ангажирани во владата како советници на премиерот, кабинетски службеници на министрите без ресор и лица за односи со јавност, прецизира министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски на денешната пресконференција. Согласно законите, секој министер има право на тројца внатрешни и тројца надворешни посебни кабинетски службеници. За сите овие лица, кои што се досега ангажирани, беа објавени соодветни огласи. Не само што се е согласно законот, туку бројките покажуваат дека и сите министри не до крајот се ги искористиле своите законски овластувања. Нагласи дека од 1 јуни годинава до 25 јули преку единиците на локалната самоуправа се вработени повеќе од 300 лица. Најголем дел од општините се под контрола на најголемата опозицијска партија и тоа покажува каква е фамата за новата партизација на администрацијата, рече Манчевски. Функционална анализа правиме, да заедно ги согледаме состојбите реалноста и јавноста апсолутно да биде сигурна дека се работи за евентуален ангажман на онолку број на лица кои што недостасуваат во одредени делови на администрација. Прашан за која намена во ребалансот на буџетот е предвидено зголемување на буџетот на Министерството за информатичко општество и администрација од 311 на 440 милиони денари, Манчевски рече дека вишокот на средства е наменет за укинување на радиодифузната такса и додаде дека технички преку буџетот на Министерството за информатичко општество и администрација ќе се финансира работењето на македонската радио и телевизија.